Ке се гради нов мост во Средорек, најави градоначалникот Максим Димитриевски на последната седница на Советот, одговарајќи на советничко прашање од доктор Срѓан Ѓорѓевиќ од Демократската партија на Србите во Македонија. Како што кажа Димитриевски, општината има порачано проектна документација преку UNDP која предвидува изградба на целосно нов мост на локацијата Средорек, но и уривање на објекти и времено пренасочување на сообраќајот кон мостот кај локацијата Чоче во населбата Перочичо. Ова општинска администрација на чело со мене има порачано проектна документација за изградба на нов мост на таа локација. Таа проектна документација ја порачавме преку UNDP, која што е изготвена некаде 80%, но за жал истата предвидува изградба на комплетно нов мост со други висински коти, предвиден за 100 годишни води на речното корито на река Липковка. Сериозен проект, и ако дојде еден ден, не верувам дека ќе дојде, сигурно во следните 4 години да се реализира таков проект, истиот ќе предвиди уривање на објекти од лева и десна страна и затворање на моменталната локација мост, каде што градот ќе биде одсечен на тој коридор и ќе мора да биде времено додека се работи преусмерен на локацијата на мостот кај локација Чочи. Ке има кружно движење. Но ова е како битен проект, бидејќи факт е дека тоа е една од најтенките точки во градот. Видите, во историја на општина Куманово се изградени на територија на општина Куманово, зборувам онаа што значи урбан опфат, 3 моста. Вонплански опфат, сите, најголем дел од мостовите се изградени од страна на ЈНА своевремено. Ние со ова ниво на финансиска децентрализација немаме дури средства ни да ги одржуваме, пошто бараат одржување. А камоли да градиме нови. Прв пат после осамостојување во Куманово ќе се гради мост во село Довезенце на Крива река по осамостојување, прв пат. Изградба на мост е сериозен проект. Немавме среќа во претходниот мој мандат, а имавме многу политички лобисти во градот, да обезбедиме средства за реализација на ваков проект, бидејќи без да обезбедите пари од државата не можете да реализирате ваков проект. Продефилира овде и министри за внатрешни работи, и вице-премиери, и технички премиери, и парите за вакви проекти ги испрати во Крива Паланка. Мене не ми смета што е инвестирано во Крива Паланка, но сите пари кои што беа предвидени за Куманово ги дадоа на Крива Паланка и Крива Паланка реконструираше 2 и изгради нов мост, дури сега и лампиони има ставено, па чим поминувате, гледате тоа лампиончињата светат, супер. А Куманово е такво какво е, ама затоа имавме цели полициски пратњи на излез и на влез во град кога ни влегуваа министри. Сега после подолг временски период немаме полициски пратни кога ни влегуваат министри, ама дојдовме конечно до финанси изградба на еден мост и јас можноста за изградба на овој мост го гледам единствено тука. Овој проект да се заврши до крај, има сериозно недоразбирање со проектантот, кој што не сака да отстапи од своите заложби, овој мост да биде проектиран така како што треба, а не да го адаптира на реалните потреби што се не потреби, туку на реалните состојби како што се сега, без да се зафатат уривање на објектите од лева и десна страна. И мислам дека тука ви одговорив со ова. Но се работи проектна документација незавршена во целост, многу сериозен инженерски тим. И не го плаќаме ние проектот, го плаќа UNDP.
Инспекцијските служби и одделението за следење на измами со храна при Агенцијата за храна и ветеринарство во координирана соработка со Царинската управа во текот на минатата седмица успешно спречи обид за нелегален увоз на 2 пратки со неозначени јајца од Република Србија. АХВ соопшти дека врз основа на оперативни сознанија и повеќе месечно професионално следење на активностите на домашни увозници и извозници со јајца на граничниот премин Табановце била спроведена акција во која при детална контрола откриени биле над 572.000 необележани свежи јајца, скриени зад првите палети со уредно декларирана стока. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, вкупната количина од 40 тони и 410 килограми јајца е прогласена за небезбедна и е нештетно уништена на депонијата Дрисла. Јавното предпријатие Национални шуми е задолжено за пошумување на шумските предели, но не и на пасишта, посочува раководителката на Кумановската подружница Катица Станковска-Ристовска по зачестените реакции од граѓаните дека голем дел од површините се голини и дека треба да бидат пошумени. Во Кумановскиот регион имаме еден сериозен проблем околу пошумувањето. Тоа е што голем дел од тие голини што граѓаните ги гледаат, значи се всушност приватно земјиште, а еден дел припаѓа се пасишта со кои стопанисува јавното предпријатие Пасишта. Ние значи не сме во можност да пошумуваме на пасишта. Така да тој проблем, јас се надевам во догледно време ќе биде решен, значи во координација со јавното предпријатие Национални шуми и јавното предпријатие Пасишта, затоа што евидентно е намалување на сточен фонд во нашиот регион, така да сега во подпролет, значи лето, имаме висока тревна вегетација во тие делови, што представува голема опасност од пожари. Евидентно ќе се намали и, да кажеме, пожарите ќе се намалат и секако, значи, за градот зелената површина би била многу битна и покорисна. Значи, ние немаме ингеренции во урбани средини. Тука си стопанисуваат јавните предпријатија, како што е чистота и зеленило. Ние, значи, пошумуваме во шума. Збориме за опожарени површини, ерозивни подрачја, голини, меѓутоа кои се водат како шума. А ако се водат како пасиште, тогаш не сме во можност да извршиме соодветно пошумување. Општина Куманово ги известува сопствениците на монтажни времени објекти на улицата Октомвриска револуција Табакана да дојдат во просториите на секторот за инспекцијски надзор, инспекторат при општина Куманово секој работен ден од 9 до 14 часот и да донесат со себе документ за лична идентификација. Согласно доставеното барање од надлежниот сектор на општина Куманово, потребно е отстранување на сите времени објекти поради реализација на програмата за уредување на градежно земјиште и спроведување на урбанистички план, односно изградба на инфраструктурни објекти, објави општина Куманово. Кога ќе започнат градежните активности за реконструкција на капелата на градските гробишта? Праша советничката Сања Јакимовиќ Петковска на последната седница на Советот. Проектната документација е изготвена, а постапката е во тек, одговорија надлежните од секторот за комунални работи. Со оглед на тоа што беше објавен оглас за јавна набавка за реконструкција на капела на градски православни гробишта во март 2026 година, ве молам за прецизни информации. Во која фаза е моментално постапката за евалуација на понудите и кога се очекува избор за неповолен понудувач? Дали се обезбедени сите потребни средства согласно пропишаните договори за финансирање од централна власт и кој е предвидениот динамичен план за отпочнување и завршување на градежните активности на терен? Проектната документација за капела е изготвена од јавно предпријатие Куманово план. Вредноста на проектот е 36 милиони, јавен повик е распишан од страна на Министерство за транспорт и врски и истиот е во тек. Се надеваме дека по склучување на договор ќе бидеме известени за сите понатамошни постапки од страна на Министерство. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово викендов лишиле од слобода 30 годишен кумановец, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Според МВР, тој се сомничи дека во различни временски периоди одзел предмети од деловен објект и патничко возило, а се обидел и да одземе предмети од приватен имот. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, се наведува во соопштението на МВР. Царинарница Куманово во 2025 година наплати приходи од вкупно 8,4 милијарди денари, што представува раст од 6% или 503,7 милиони денари повеќе од 2024 година, соопшти Царинската управа. Според Царина, едни од позначајните заплени за минатата година биле спречен обид за криумчарење 134 килограми марихуана на Табановце, спречен обид за криумчарење златен накит со вредност од 3,5 милиони денари на ДВ Бајр и спречен обид за шверц на 15 парчиња златни монети и индустријско злато, како и 8 парчиња сребрени монети и индустријско сребро со вредност од 2,4 милиони денари на граничниот премин Пелинце. Ученички, професорки и представнички од стручни служби од Општинското средно техничко училиште Наце Боѓони и гимназијата Гоце Делчево од Куманово учествуваа на обука во Охрид од 25 до 28 март во рамки на проектот Здрави врски, основа за ментално здравје. Обуката беше организирана од Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка од екуменска иницијатива Жена, а на неа учествуваа и представнички од Техничкото училиште Свети Наум Охридски и Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид. Вкупно 24 учеснички имаа можност да работат на теми како личен развој, самодоверба, здрави односи, комуникација, родова еднаквост и справување со општествени притисоци. Обуката беше интерактивна и насочена кон практични знаења, со посебен фокус на препознавање и справување со токсични врски кај младите. По низиното завршување, учесничките од кумановските училишта ќе реализираат дисеминација во своите училишта преку активности со ученици, професорки и родители. Во Уметничката галерија во Куманово се одржа мултимедијален настан во организација на Сдруженијето за заштита и промоција на културните вредности, архитектура, дизајн и културно наследство на Република Македонија, Фабрика Концепт, со поддршка на Фондацијата за култура и спорт Куманово и Општината, објави Општина Куманово. Според објавата, присутните имале можност да ја разгледаат самостојната изложбена поставка на уметнички дела Прашина и сенки од ликовниот уметник Страхил Петровски, да ја проследат промоцијата на книгата Дијалози за слободата од авторот Љупчо Јолевски и музичкиот перформанс на Добрила Грашевска. Проектот Прашина и сенки е дел од програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2026 година.